Добродојавте во квизот Одиме во Европската Унија, производ на Канал 5 во соработка со Македонскиот институт за медиуми, а финансиски поддржан од Европската Унија, поточно од канцеларијата на Европската комисија во Скопје. Во наредниве 21 недела, секој понеделник во 22 часот ќе имате прилика да видите 64 надпреварувачи кои што ќе ни помогнат да осознаеме повеќе за Европската Унија. Ќе има многу информации, но и многу забава овде заедно со нашите гости, кои што ќе ги представам веднаш по првата пауза за реклама. Квизот Одиме во ЕУ се состои од 4 игри. Во првата целта е да се поврзат 2 од 24 поими, слики или символи. Секој пар носи 2 поени. Во втората игра со да или не, учесниците треба да одговорат на 10 прашања кои носат 2 поени или вкупно 20. Во третата игра, асоциација која носи најмногу поени, надпреварувачите треба да го погодат решението на секој од 4 дадени колони, како и на конечното решение. Во четвртата игра, која може да биде решавачка, ја бараме точната од 4 дадени варијанти. Победниците на секоја четвртфинална игра одат во 4 полуфиналиња, каде се борат за големото финале, кој на победникот му носи 120.000 денари. Нашата прва вечерашна гостинка, која што ќе представиме пред вас, е Флорина Емини. Родена 92 година во Скопје, инаку најмлада во оваа група на преварувачи овде. Емина, добре дојде и кажи како се чувствуваш на почетокот, трема има ли? Добро ве најдов. Мило ми е што сум најмладата во оваа емисија. И нормално дека постои малку трема, емоции, стрес, па да видиме што ќе се случи понатаму. Еден аплауз за Флорина. Стефан Блажевски е нешто постар од Флорина. Доаѓаш од Кумановас. Така, студираш на... Студирам на правниот факултет во Штип. Очекуваш да победиш овде на квизот? Па се надевам сега, ќе видиме како ќе биде. Така. На позицијата број 3, ветеран во македонските квизови, Љубен Мајковски. Љубен, вие не сте студент, вие сте невработен. Невработен електротехничар од Скопје. Така. Знаете доволно за Европската Унија? Ако не прочитам нешто навечер за Европска Унија, не можам да заспијам, да ти кажам. Добро, и благодарам. Четвртиот надпреварувач е Горан Сачевски. Планира да биде адвокат или професор, политичар, во никој случај. Не. Инаку студент сте на ФОН? Да, на факултетот за правни науки. Во Струмица? Да, во Струмица, во одделението во Струмица. Така. Горан, и тебе ти благодарам. А сега ми е чест да го представам и нашето жири, кои што ќе имат прилика да се забавуваат овде со нас, меѓутоа и да ни помогнат да ги решиме сите оние дилеми кои што евентуално ќе се појават во текот на квизот. Прво, професорот доктор Димитар Мирчев, основач и председател на Европското движење на Македонија, професор доктор Билјана Секуловска-Гавер, професор на Економскиот факултет во Скопје и истовремено раководител на тренинг центарот за европска интеграција на истиот факултет. Добродојавте и за вас. И доцент доктор Абдула Зизи од познатиот Штулов универзитет на Југоисточна Европа, некој професор на јавна администрација. Добродојавте и за вас. А ние продолжуваме со еден аплауз за нашите гости и за членовите на жирито, пошто започнуваме со првата игра, така наречена игра за загревање, меморија. Едно мало олабавување за вас, играта не е воопшто тешка, имавте прилика да видите. Ќе треба да споите 12 пара, 24 символи, фотографии, информации поврзани со Европската Унија. Ќе почнеме со Флорина. Флорина, знаеш и самата дека колку полиња ќе отвориш во наредните 90 секунди, толку поени ќе добиеш. За секој отворено поле се добиваат по 1, односно 2 поени за парот. Мислам дека можеме да започнеме. Флорина, повели со играта меморија. 4 и 5. 15 и 16. 7 и 10. 10 и 16.
20 и 22. 25. 25. 5 и 15. 4 и 20. 4 и 7. 24 и 1. 19 и 24. 19 и 11. 11 и 7. 23. 23 само. 23 и 7. 23 и 7. 1 и 24. 1 и 17. Играта заврши. Црвеното светло значи дека Флорина во првата игра освои 4 поени, односно успеа да споиш 2 пара. Втор во оваа игра е Стефан. Стефан, ти имаш искуство со применета политика од информациите што ги добивме пред квизот. Повели во наредниве 90 секунди да видиме колку може да се применат твоите знаења од Европската унија. 1-10. 4-11. 6 и 22. 1 и 22. 14 и 16. 8 и 9. 8 и 14. 19 и 21. 16 и 19. 21 и 14. 24 и 12. 18 и 6. 24 и 18. 7 и 3. 13 и 17. 5 и 6. 10 и 6. 2 и 8. 2 и 23. Времето истече, Стефан, ти благодарам. Во оваа игра освои ти 12 поени, односно успеа да спариш 6 пара. Продолжуваме понатаму. Наред е Љубен Мајковски. Љубен, 90 секунди и многу среќа. Благодарам. 1 и 2. 7-8. 2 и 7. 13-19. 1 и 13. 8 и 13. 14 и 20. 13-14. 8 и 14. 21 и 15. 22-16. 1 и 22. 13 и 16. 23 и 17. 13 и 17. 24 и 18. 12 и 6. 10-11. 22-10. 1-11. И Љубен, последниот обид секако не беше успешен.
видовме сами. И ни останува на крајот на оваа игра Горан да се обиде да освои многу повеќе поени. Горан, повели. 1-3. 5-10. 16-15. 10-16. 17-24. 4-24. 20-15. 20-23. 7-2. 8-13. 8-5. 4-8. 24-8. 18-1. 6-12. 12-2. 14-13. 29. 5-23. Истече времето и за Горан. Во оваа игра 4 поени, исто колку и Флорина. По првата игра, значи, можеме да заклучиме дека во водство е Стефан, втор Љубен и на третото место го делат Флорина и Горан. А во продолжение, согласно правилата на квизот, ќе видите еден видеоматеријал подготвен од колегата Ненад Мирчевски, во кој што се зборува за идејата зад основањето на Европската Унија, онака како што ја знаеме денеска. На почетокот од втората половина на минатиот век, стариот континент само што избегна целосно уништување од Втората светска војна. Раните се уште не беа залечени. А на повидок беше Трета светска војна. Европа се подели на источен и на западен блок. За да се избегне ново крвопролевање меѓу европските народи, Западот во 1949 година реши да оформи заедничко тело кое ќе го зајакнува единството и ќе ги заштитува економските интереси. Го создадоа Советот на Европа. Но 6 држави – Франција, Германија, Италија, Белгија, Холандија и Луксембург – решија да отидат чекор понапред. Ја прифатија визијата на францускиот министер за надворешни работи Роберт Шуман за нова обединета Европа, односно Европа во која ќе се обединат народите, а не државите. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Така и бидна. Од тогаш 9 мај се слави како роден ден на Унијата, а Европската заедница, која во тоа време организираше слободно движење на јагнени на челик, представуваше зародиш на нова ера на европскиот континент. Ера во која омразата и насилството меѓу народите беше заменета со солидарност и соработка.